Морам да потенцирам да кажам дека стварно во делот на екологијата имаме наследено еден од позагадените градови во делот на зимскиот период, кој што очигледно е повеќе во делот на огрев и од делот на возила движење и од самото општество. Морам исто да кажам дека изминатава година доста еколошки мерки и превентивни мерки ги донесивме како општина. Тоа беа субвенции за велосипеди, беа субвенции за грејни тела, субвенционирање на термофасади, посадување на 10.000 садници. Исто така ставивме сега полночи за електрични возила за бесплатно полнење на струја доколку некој има електрично возило, така да општина Кавадаци ажурно работи во делот на она што значи екологија и да се потрудиме колку што можеме да го намалиме загадувањето во град Кавадаци. Заедно со Еко живот друштвото, денеска и со регионалната стопанска комора ги поканивме бизнис секторот, го поканивме на состанок, каде што сакаме да презентираме што значи тој ЛЕАП, односно локален еколошки акционен план, да земат активно учество и да го финансираат како ЛЕАП. Затоа што сепак бизнис секторот е тој кој што активно учествува во екологијата и е дел од екологијата, поготово градежни компании, производни компании и други, и мислиме да ги вклучиме во овој процес за да можеме да донесеме еден локален еколошки акционен план за наредните 6 години со важност и да се придржаваме кон него за да можеме барем локалната екологија да ја запазиме на највисоко можно ниво колку што нашите можности како општина. Имаме 3 мерни станици. Едната мерна станица е во Ваташа, едната мерна станица е во строгиот центар на Кавадарци и едната мерна станица е во новиот центар, односно кај кружниот тек, кај излезот на кај Галабеинска пумпа. Ние веќе ги сумираме резултатите. Некаде за 2 недели ќе ги имаме комплетно и пред Нова година ќе ги објавиме целокупните резултати на дневно, неделно, месечно и годишно ниво. Не е алармантна состојбата, далеко од алармантна. Имаме екстремни денови кога има екстремно загадување, меѓутоа во просек е во некоја си нормала, така да не можам сега да шпекулирам и да потенцирам каде точно е поголемо загадувањето. Знам дека Ваташа е почисто од град Кавадаци, дали тоа е покрај речното корито има повеќе провои на ветер, меѓутоа ми се чини дека најзагадено и најголем дел од загадувањето е околу новиот центар, кај што е погусто населението, има големи згради и стамбени колективни во домувањето. Некаде на јануари месец идејното решение за гасификација го имаме. Значи град Кавадаци што би идејно решение за гасификација, ќе формираме предпријатие за гасификација, чекаме да стигне гасот. Со тоа сето од шумско стопанство Бор, подрачна единица Кавадаци, ги добивме податоци, че ги добиеме делумно уште неколку податоци, колку семејства во Кавадаци се креат на дрвја и купуваат преку шумско стопанство, па врз основа на тоа ќе направиме анализа да видиме колку можеме да ги прилагодиме кон гасификација. Така да тоа е еден од поголемите чекори што го правиме и сега за прв пат во месец јануари ќе ни стигнат 5 пробни уреди кои ќе се поставуваат на колективни оджаци, на колективни оджаци кои што ќе ги задржуваат PM частички до 2,5 и 10 PM частички. Тоа ќе биде како пробна тест да се стават на тие оджаци да видиме што квалитет ќе добиеме при издувните гасови од оджаците. Така да работиме на повеќе сегменти. Верувате, екологијата секаде не е проблем. Еве гледате дека и во поголемите градови европски, така да ние не можеме нешто да смислиме преку ноќ, меѓутоа можеме да се бориме да постигнеме нешто подобро. Имаше некои физибилити студии кои ќе ги правеше, Винарства Изба Тиквеш работеше преку ИПАР програма за калоричноста и во делот на грејењето и мислам дека Тиквеш како комбинат веќе е во завршна фаза да направи таков котел за грејење и за нивна лична потреба за топловодна вода. Меѓутоа со гасификацијата сето друго паѓа во вода. Така да гасификацијата е таа која што че е најприоритетна, најекономична, најбрза, најефикасна, мислам дека другото е во втора фаза. За колку време очекувате да се гасифицира Кавадаци? Град Кавадаци после јануари месец ќе биде спремен со идеен проект и со оставен проект за гасификација и тоа ќе зависи од мер, односно од државата, за колку време би го донесле гасот они до Кавадаци. Ние како регионален еколошки центар се трудевме веќе 5 години, во изминатите 5 години да ги разбудиме вниманието на локалните власти, на сите чинители, па и на национално ниво, дека на општина Кавадарци е потребен, далеку од потребен ЛЕАП. ЛЕАПот ќе представува идено решение со анализи на сите навики на граѓаните, минати, идни решенија. Во ЛЕАПот ќе се содржат сите хоризонтални и вертикални мерки кои што ќе може да се применат овде на територијата на општина Кавадарци
и вклучително со сите можни поединечни решенија, дали е за аерозагадувањето, како што кажа градоначалникот, гасификацијата, потоа дали може да се донесат некои современи мерни инструменти кои што ќе придонесат во лоцирање, точното лоцирање на изворите на загадувањето и сите останати параметри како што се водата, почвата, климатските промени, што може да се направи на територија на општина Кавадарци. Значи ова е не само на територија на градот на Кавадарци, него вклучително и на селата, заедно со Кожов планин. Да не забораваме дека Кавадарци е една голема територијална општина која што е втора по големина во Македонија, така да ќе имаме доста големи предизвики да се сработи овој леа. Ке инсистирате ли на тоа да има мораториум за Г1 индустрија во Кавадарци, дополнително? Апсолутно, али тоа е сепак во консултација со стручните лица кои што планираме да ги вклучиме во изработката на леапот.